Невакцинирани првачиња во регионот има. За сега нивниот број не е точно утврден, но до сега поднесените пријави за упис во прво одделение потврди за примени вакцини не достигале во Кочани и во Виница. Од вкупно 170 пријавени деца за упис во прво одделение, во Виница не е вакцинирано само едно дете, додека во Кочани од 100 поднесени пријави најмалку 10 се без потврда за вакцина. Документите на овие дечиња се примени, но тие не се запишани во прво одделение, а на родителите им е даден рок до септември децата да ги вакцинираат. Ова произлегува од цврстиот став на владата да не дозволи прием на деца во прво одделение без вакцина. Нема да одстапиме од тоа да сите деца кои што се примаат во установите и во градинките и во основните школи бидат вакцинирани. Не смееме кога ги имаме сите инструменти во рацете, кога е тоа пропишано со закон, задолжително да се даде таа потврда за вакцинација, да замижеме или да направиме пропуск па да ни се случуваат вакви епидемии со смртни случаи. Во останатите општини од регионот досега сите поднесени пријави за упис во прво одделение се со потребните потврди за вакцинација. Во Основно училиште Ванчо Прке се запишани до сега 29 ученика. Во разговор со директорот, сите од овие ученици се вакцинирани. Што се однесува до Основно училиште Свети Климент Охридски, запишани до сега се 22 ученика. И во разговор со директорот на училиштето, значи до сега сите се вакцинирани првачи. Сепак на ниво на регион до сега се пријавиле само 1/3 од очекуваниот број на првачиња. Од вкупно 1700 очекувани, документи се поднесени само за околу 600. Ова значи дека прием на деца без вакцини во прво одделение допрва се очекува. Како сектор за образование, кои сме одговорни за образованието во општина Штип, ќе ги следиме сите упатства и законските регулативи што ќе бидат донесени од Министерството за здравство и за образование. Ќе постапуваме така како што ќе биде насочено од нивна страна. Уписот на ученици во прво одделение е задолжителен, па веројатно во септември некој ќе мора да попушти. Прашање е само дали тоа ќе бидат родителите кои ќе мораат да ги вакцинираат децата или владата која ќе мора да ретерира и да дозволи прием на невакцинирани деца. Во меѓувреме на територијата на цела држава се уште е на важност епидемијата на морбили. За да се обезбеди стабилен колективен имунитет, стапката на вакцинација треба да биде над 95%.